помошник директор за производство на електрична енергија и советник за комерцијални работи во компанијата биле сведоците од ЕСМ кои сведочеле дека државната компанија не претрпела штета од јавните набавки на мазутот за ТЕЦ Неготино, потврди обвинителката Катерина Коларевиќ за Телма. Според нејзините тврдења, поради таквото сведочење, дадено на 4 март оваа година во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, е прекината истрагата по пријавата на МВР за штета од над 167 милиони евра врз државниот буџет. Представници на ЕСМ со кои контактираше Телма тврда дека нема официјален допис до ОЈО-ГОК за штетата и таков одговор не бил баран од компанијата. Коларевиќ пак вели дека двајцата представници на ЕСМ биле испратени од компанијата и нивните искази како записници се вратени во ЕСМ, која е оштетено правно лице. Од компанијата најавија одговор за тврдењата на обвинителството. Потврдија дека денеска го зеле образложението за запирање на истрагата од архивата во обвинителството и сигурно ќе поднесат приговор. Правниот тим веќе почна да ги анализира аргументите на основното јавно обвинителство, пошто почнува подготовка на приговорот кој ќе биде поднесен во законскиот рок. Истрагата е запрена за Радко Капушевски, неговата фирма РКМ, за Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол и син на пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, за поранешните директори во ЕСМ, избеганиот Васко Ковачевски и Адријан Муча, Ерџан Сулковски и за уште 8 други осомничени. Со пријавата, тие беа осомничени дека правеле злоупотреби со јавните повици за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино за време на енергетската криза од крајот на 2021 до средината на 2023 година и дека испораките на мазут не биле согласно договорот. Обвинителството го затвори случајот тврдејќи дека не обезбедило доволно докази.